Струмица е домаќин на Европското првенство на млади категории во кошарка, Б дивизија. Учествувајќи 22 репрезентации, навистина нашиот град се профилираше како добар домаќин. Предпоставувам заради тоа што условите кои што ги нуди Струмица овозможуваат исполнување на сите неопходни критериуми за да се одржуваат вакви европски првенства во Струмица. Навистина сум среќен заради тоа што по четврти пат самото по себе потврдува дека Струмица е добар град домаќин и она што најмногу го посакуваме секако успех на нашата репрезентација. Денеска се почетокот на надпреварите. Имавме огромна чест да ги примиме нашите млади репрезентативци овде, да споделиме взаемна одговорност и задоволство во учеството на Европското првенство. Секако најголемиот дел од задачата е да постигнеме колку можеме подобар успех, а секако задоволството мора да остане кај сите. Јас морам да искористам приликата да ги повикам сите струмичани кои што се овде, а се вратени и одморашите и студентите ни се овде, пред се младите луѓе се во Струмица во овој период, да бидат во спортските сали каде што ќе се одиграт надпреварите, да бидат дополнителниот играч на нашата репрезентација, да ги бодрат овие млади луѓе, заради тоа што знаеме дека многу е важна поддршката од публиката за конечниот успех на играњето на нашата репрезентација. Јас би сакал да ви се заблагодарам градоначалникот за денешниот прием на нашата репрезентација. Уште еден мотив плюс за овие млади играчи да со денешниот почеток на Европското првенство го дадат оној потребен максимум и денеска да го почнеме ова Европско првенство со победа. Во текот на овие 40 дена напорна работа, мислам дека сме доволно спремни, иако групата ни е многу тешка. Меѓутоа, сите овие наши кошаркари се спремни да го дадат својот максимум и дека ветуваме дека на секој надпревар дека сите овие наши кошаркари достојно ќе ги бранат боите на нашата земја. Добра генерација, одлично се сплотени, хемијата во тимот е на врно ниво. Нашето имаме да се бориме, борбеноста е на одлично ниво исто така и ја со борбеноста ќе дојде резултатот. Ние имаме само цел, сега идеме чекор по чекор па ќе видиме до каде ќе стигнеме.